Почитувани гледачи, добар ден. Медицинско катче на слободен печат. Антибиотикот не е храна и не треба да се зема без препорака на лекар. Колку повеќе пиеме антибиотици, толку опасноста одредена болест да не помине е поголема. Утрово за антимикробната резистенција зборуваме со доктор Билјана Ќурчич од приватната болница Аџибадем Систина. Докторка, добар ден. Добар ден. Ви благодарам што ја припативте поканата од Слободен печат. Благодарам што ме поканивте. Голема чест е да се биде присутен на ваква прилика, да може да се каже нешто што треба да биде испратено како порака до сите. Во најавата кажав дека ќе зборуваме за антимикробната резистенција поради неконтролираната употреба. Македонија е некаде на врвот на листата по употреба на антибиотици, тоа го зборуваат и статистиките. Антибиотик се зема буквално за секоја настинка, за вирус, за стомачен вирус, дури во она што го знам од вашите колеги, голем дел од родителите, посебно за деца, бараат и антибиотик за секој случај за наодмор. Еве, во моментов сега е период на годишни одмори. Какво е вашето искуство кога станува збор за антимикробна резистенција, односно антибактериска резистенција овде во Македонија? Видете, ова што го кажавте вие дефинитивно се факти, меѓутоа јас не би сакала сега да критикуваме ниту луѓето, ниту пациентите, ниту колегите. Поентата треба да биде едукативно. Да алармираме заради тоа што ова сега што го гледаме во сегашноста, во овој момент, е последица на нашите навики и она што сме го правеле минатите 10 години, многу интензивно, а тоа е дефинитивно злоупотреба на антибиотик. Антибиотикот е веројатно на некое ниво на употреба на суплементи, тоа го кажуваат статистиките и податоците, и дефинитивно мораме да ги издигнеме критериумите во кој момент ќе се решиме да се употребува антибиотик. Зашто? Заради тоа што во моментот во лабораториите веќе имаме изолати на инвазивни микроорганизми кои што се резистентни на сите познати антибиотици. Значи, ако до сега зборувавме за мултирезистенција, сега веќе зборуваме за панрезистенција, а тоа е тотална резистенција кон се што постои како антибиотик. Од една страна, решение на ова е иновација и ставање во употреба на нови антибиотици, кои што се исклучително скапи, меѓутоа, освен што тоа што се скапи, се исклучително токсични за употреба, што значи дека нивната употреба не би можела да биде во домашни услови, не е едноставна, туку би значила дека пациент кој што има инфекција, која што е предизвикана од таков тип на панрезистентна бактерија, ќе треба да биде хоспитализиран, што дополнително ги комплицира сите работи. Значи, тоа е веќе исклучително сериозен проблем кој што се наоѓа на ниво на една инвазивна малигна болест. Значи, буквално на тоа ниво. И се договоривме да темата биде повторно, значи резистенција, за ова би можеле веројатно да зборуваме можеби 2 недели бесконечно, со сите податоци кои што ги имаме, со сите состојби кои што се актуелни, со овој проблем кој што не е само наш, туку е глобален. Меѓутоа би ги искористиле овие 20 на минути да пратиме некои пораки, некои апели, заради тоа што борбата против злоупотреба на антибиотици не е сочинета само од еден човек, туку треба да се подигне свеста и треба сериозно да сме свесни за последиците на сето ова што го направивме, за да можеме да оставиме прилика да медицината функционира и на нашите деца. Значи, инфекциите секогаш биле пратилец на човекот, меѓутоа до сега секогаш сме имале алатка за борба и лекување на инфекциите. Сега во моментот алатките не недостасуваат. Тоа значи дека немаме протокол како се лекува или едноставно се прескокнуваат одредени фази? Протоколи постојат, меѓутоа сега имаме еден друг проблем. Протоколите функционирале за едни други бактерии. Бактериите се тркаат со нас, па колку ние употребуваме антибиотици и колку тие антибиотици се со поширок спектар на дејство, колку подолго време користиме антибиотик, колку почесто користиме антибиотик во ситуации каде што нема потреба да се користи антибиотик, бактериите си стекнуваат резистенција кон антибиотиците. Си имаат механизми за адаптација и за селекција
и од маса на бактерии кои што се присутни во едно поле каде што има инфекција, ќе мутираат одредена бројка од бактериите. Рачунајте вие дека една Escherichia coli создава потомство од 2 клетки само за 20 минути, па кога ќе направите еден алгоритам, колку од тие една Escherichia coli ќе биде за некои 72 сата, а ќе преживее само таа која што ќе успее да направи мутација и резистенција кон антибиотикот што го користиме, тогаш веќе имаме голем проблем. Има и други механизми каде што бактериите имаат способност да си ги повлекуваат гените за резистенција од други бактерии. Значи не само еден тип на Escherichia coli од друга Escherichia coli, туку и Escherichia coli од клепсиелата која што е во нејзина близина, од протеусот кој што е во нејзина близина или псевдомонасот, така да сега уствари излегува дека тие функционираат заедно за да преживеат, а ние не можеме да се договориме. Веројатно можеби нешто треба да научиме од бактериите. Минатата недела беше формирано едно здружение кое што е токму посветено за борба против микробите, практично за да може да биде успешна на крајот, човекот да биде над бактериите на некој начин. Ајде малку да позборуваме околу тоа, бидејќи вие како болница системски работите и кај вас конкретно во вашата болница не може да се издаде антибиотик без една група на луѓе, зборувам тим на лекари кои што го одобрува на крај. Да, тоа ви покажав пред да влеземе овдека во студиото, за да ви доловам уствари како треба ние, она што ви кажав, да учиме од бактериите, да бидеме здружени и секој да си ја работи својата работа и како тим да постигнеме нешто што е стварно базирано врз факти и е оправдано. Значи, во нашата болница веќе 3 години постои тим за антимикробно препишување. Членови на тимот се клиничките фармацевти, микробиолозите, специјалистите по инфективни болести и во сето тоа, во целата таа работа се вовлечени сите клиничари кои што ќе дојдат до ситуација да препишат антибиотик. Значи, во моментот кога во системот ќе се кликне и ќе се препише одреден антибиотик, таквата одлука, односно активност, оди на ревизија од страна на тимот за антимикробно препишување и микробиологот врз основа на микробиолошки наод или специјалистот за инфективни болести врз основа на состојбата и клиничката слика на пациентот одобрува, односно оправдува таков тип на препишување на антибиотик, а заедно се договараме во согласност со сите критериуми кои што ги има пациентот, возраст, пол, состојба моментална, инфективни маркери, други состојби со кои што доаѓа во болницата, зашто е хоспитализиран, што треба да му се прави и така натаму, се договараме за режим на препишување на антибиотик. Значи не е битно само кој тип на антибиотик ќе се препише. Битно е и на кој начин тој антибиотик ќе се дава, дали ќе се дава само еден или ќе се дава комбинација од антибиотици, на колку време ќе се препише, која доза на пациентот ќе му се даде врз основа на тоа каква му е бубрежната функција, каква му е функцијата на хепарот и така натаму и она што е најбитно, колку време тој пациент ќе ја прима антимикробната терапија. Пошто не е поентата да се препише само и да се заборави, па пациентот да лежи кај нас во болница одреден број на денови и сите тие денови дека треба да ги прима истите антибиотици. Не, туку на дневно ниво ги менувате практично терапијата. Се потврдува критериумот дали ќе се продолжи или пак ќе се ослободиме од едниот антибиотик, ќе се намали дозата или пак ќе се префрли на антибиотик перос, значи да не биде веќе парентерално и така натаму и за секој пациент се води листа и досие. И на тој начин се обидуваме да употребата на антибиотици е навистина оправдана. Кога зборуваме за антибиотици, секогаш еве како пациенти и јас па и сите гледачи на некој начин, фармацевтите велат дека треба да се употребуваат и пробиотик. Пробиотикот се оние добри бактерии. Ајде малку антибиотик и пробиотик во комбинација едукативно да им објасниме на гледачите што всушност тоа значи. И едните и другите можат да ни бидат пријатели на здравието во зависност од тоа кога и како се употребуваат. Задолжително, за среќа, веќе се научивме дека кога се дава антибиотик треба да употребуваме пробиотик, меѓутоа пробиотиците е препорачливо да се употребуваат и во ситуации кога немаме инфекција, заради тоа што се на некој начин одржувачи на здравието.
Ќе објаснам зашто, меѓутоа она што сакам да го напомнам дека антибиотикот со пребиотикот не идат заедно. Зашто? Заради тоа што антибиотикот најверојатно ќе делува на живите бактерии кои што се наоѓаат во пробиотикот, а пробиотикот е препорачливо да биде и со пребиотик, што е храна за пробиотиците. Значи, или ќе се напиеме пробиотик, па после 2 часа ќе пиеме антибиотик, или ќе се напиеме антибиотик, па после 3 часа или повеќе ќе се набиеме пробиотик, за да се избегне вкрстеното сретнување во цревата, за да може и едниот и другиот да си изфункционираат онака како што треба. Сега, на тржиштето има мал милион производи на пробиотици со различни микроорганизми. И секогаш ќе кажам заради тоа што веќе се сметаме како експерти за оние добри микроорганизми, значи ако со специализацијата микробиолог сум по дефолт експерт за лошите микроорганизми, сега веќе можеме да кажеме дека оние што функционираме како тимови за заштита на нормалната флора и едукација на клиничарите и на пациентите дека треба да си одржуваат и да си ја сакаат нормалната флора, пошто таа е извор на здравието и балансот. Да, кога сме тука, ајде довршете, па од тука ќе ми дојде и следното прашање за болестите практично кои што се животно загрозувачки како диабет, анксиозност, се доаѓа од цревата, практично од оној дисбаланс меѓу лоши и добри бактерии. Можеме ли нешто тука да им појасниме на гледачите, бидејќи антибиотикот е практично уништувач на некој начин на таа микрофлора во цревата? Мораме, не можеме, туку мораме. Меѓутоа само сакам да кажам дека пациентите обично поставуваат прашање кој пробиотик да го земам. Сакав да кажам дека односот на пробиотикот со нашиот организам треба да е како љубов, како клик. Заради тоа што се различни соеви на микроорганизми кои што за тебе или за мене или за некој друг различно ќе си ги вселиме во нашите црева. Значи мора да има клик, што значи дека ако еден пробиотик е добар за мене, тоа не значи дека ќе биде и за вас. Секој треба да види, меѓутоа сега веќе истражувањата се на толку прецизно ниво, што прво знаеме дека пореметувањето на балансот, на космосот, на групата на микроорганизми кои што живеат во нашите црева, доведува до одредени состојби. Овие што ги спомнавте се состојби кои што се предизвикани и настанати токму заради дисбиоза или пореметување на балансот на микроорганизмите, и тој се прави или со неправилна исхрана, или со земање на антибиотик, или со земање на некои други токсични средства, типови на храна, алкохол и така натаму, или со одредени стресови во животот, а во нашиот денешен брз живот се е стрес. Така да у нас slow cooking не постои или многу малку така натаму, уствари се е тоа влијание. Меѓутоа, дефинитивно можеме да се вратиме на некои работи кои што гарантираат здравје и баланс на микробиомот. Да спомнавте, минатата недела беше ден на микробиомот, 27-ми, кој што се обележува секоја година, дури и Светската здравствена организација се обидува да го наметне како некој стандард за одржување на здравието. Сега веќе се знае точно листата на состојби кои што се предизвикани од дисбиоза и се знае кои типови на микроорганизми треба да се додадат во исхраната или кои типови на храна треба задолжително да бидат наменито секој ден, за да постигнеме помала анксиозност, да излеземе од депресијата, да постигнеме одржување на нивото на гликоза, така и диабет и така натаму и така натаму. Значи, тоа не е само тип на исхрана или земање на пробиотик, значи не е така едноставно, тоа е комплетна промена на начинот на живот, кој што треба да биде малце побалансиран, поуспорен со водење сметка, заради тоа што буквално е фидбек. Колку ни е на микробиомот, толку микробиомот на нас. Кога сме веќе кај микробиомите, имате некои пакети да позборуваме малку околу тоа што се нуди во моментов систина и каде се можат гледачите да и вашите пациенти да направат испитување во вашите лаборатории? Вака, ние во моментот се уште немаме воведено конкретни
тестови, меѓутоа се дефинитивно во план за испитување на микробиом. Меѓутоа имаме начин да ги упатиме пациентите со тоа што во секојдневните испитувања на оние класични микробиолошки бристави, дефинитивно во протоколите внесовме опис на квантитативно или квалитативно постоење на нормалната флора. Значи тоа е задолжително, а таму се почнува. Да речеме, ако пациентот дојде на еден наедноставен брис од грло, каде што допред неколку години се опишуваше само дали таму има стрептокок или нема стрептокок, ние задолжително правиме обсервација на состојбата на нормалната флора и го одговараме во секојдневниот резултат. Тоа истото е со генитален тракт, тоа истото е и со копрокултура и така натаму и така натаму. Сега се повеќе делови од човековото тело за кои што сме сметале дека се примарно стерилни, е докажано дека се сите со нормална флора. И описот на нормалната флора е дефинитивно нешто што од каде што се почнува. Значи, можеби состојбата или моментот на пациентот да не се чувствува добро не е само дали има присуство или отсуство на патогена бактерија, него е и колку и како е застапена нормалната флора и стои како нешто што дефинитивно е почеток на понатамошна детална обсервација за да може да се види што треба да се направи, на кој начин да се надомести нормалната флора кај тој пациент и да се намалат тегобите кои што пациентот ги има. Она што е клучно дека во целокупниот список на сите оние анализи кои што ги нудиме вкупно како дијагностички лаборатории, повторно имаме бран на попусти и пациентите се добродојдени да се јават или на нашиот сајт да видат и да видат за што станува збор, значи сериозни попусти, за да направиме да лабораториските услуги бидат достапни до сите оние кои што имаат потреба да се анализираат и да се избегнат долгите чекања, нервози по овие денови кои што се со непогоди и така натаму и така натаму. Значи за сите информации слободно може и да се јават на телефоните и во секое време ќе им одговориме. Заради тоа што ако почнеме да опишуваме, секој има индивидуална потреба со своји прашања, нели кажавме она што е наша цел е персонализиран пристап кон секој пациент. Така да не би зборувале општо, јас во принцип не сум љубител за групирање на луѓе и пациенти. Секој пациент е приказна за себе, секој има право да побара време за себе, да си ја објасни својата состојба и да стигнеме до заклучок што треба да се направи и каков одговор ќе добиеме со резултатите кои што ќе ги добиеме. Времето ни е кратко, темата ни е многу обширна. Еве за крај на интервјуто една препорака до пациентите и секако до младите мајки, бидејќи сите кои што прв пат одат на одмор, пред известно време зборував со еден матичен педијатар кој што вели дека доаѓаат мајки и бараат антибиотик за секој случај. Дали секоја температура се лекува со антибиотик? Еве препорака од ваша страна како микробиолог. Секако дека ќе кажам дека не постојат критериуми, критериумите се јасни за сите. И секој пат кога ќе решиме дека треба на некого да му препорачаме антибиотик, точно мора да знаеме зашто. Значи си постојат лабораториски исследувања, си постои знаци кои што се вклучени во клиничката слика и секако задолжително секој пациент кој што има некаква инфекција или знаци на повишена температура, треска, болка во грло, болка во главата, уринарна инфекција, летото е значи со цел арсенал на состојби кои што се врзани, па гастроинтестинални тегоби, диареи, генитални инфекции и така натаму, задолжително мора да се видат пациентите со доктор, да се направи преглед, па да се договориме каков ќе биде пристапот во лекувањето. Понекогаш антибиотикот само ги замутува работите, па многу потешко стигаме до вистинскиот одговор. И уште едно прашање за крај, ви се случило ли во вашата долгогодишна кариера да имате некоја упорна бактерија со која што сте имале проблем и како завршила цела приказна? Зборувам после колку комбинации на антибиотици. Тоа е прашање кое што веројатно би требало да го оставиме за некое друго гостување. Да, во последните месеци се почесто и почесто имаме исклучително инвазивни бактерии кои што
ако во широките народни маси МРСА била страшна, значи МРСА е бебе во однос на овие професионални инвазивни бактерии. И лекувањето на таквите бактерии е вистински предизвик, не само кај нас, туку и секаде во светот. Меѓутоа се користат off-label терапии кои што се дефинитивно терапии со протоколи кои што ги одлучуваат тим на доктори, значи тоа е нешто што одлично функционира во една институција како што е клиничката болница Систина. Задолжително мора да се прави мониторинг и тие терапии се многу сериозни заради тоа што бараат 24/7 мониторинг на пациенти, заради тоа што точно треба да се знае кога се употребува антибиотик во комбинација со друг антибиотик, понекогаш дури и 3, максимално за да може да се спречи летален исход на ваквите инфекции од инвазивните бактерии. Задолжително мора да се пратат одредени параметри, точно конкретно, и мора будно да се прати состојбата на пациентот и како пациентот реагира со ваквите терапии. Имаме среќа да во нашата болница антибиотиците се достапни, значи дури и ако во моментот не се го нема, така може значи, да се. Да, значи тоа е исто така една одлична работа и можам да кажам дека станува збор за една многу сериозна експертиза на тимови, која што за жал моравме да ја научиме со влезот на инвазивните микроорганизми, особено во последните 2 до 3 месеци веќе имаме детектирано бактерии со пациенти кои што доаѓаат во нашата болница од другите земји, бактерии кои што не сме ги детектирале до сега, кои што се стварно професионалци во својата работа на предизвикување на инвазивни инфекции, каде што мора да се реагира сега и во моментот. Да, веднаш, да. Доктор Билјана, ви благодарам за гостувањето во Слободен печат. Се надевам дека делувавме едукативно, да, и едукативно, дека гледачите научија нешто. Вие, почитувани гледачи, останете со програмата на Слободен печат. Не пите антибиотици на своја рака. Доколку имате некаков проблем, секако посетете го вашиот матичен лекар и направете лабораториска анализа. Следете ја нашата програма, останете на веб порталот и очекувајте го издавањето на нашиот весник. Ви благодарам за вниманието.